Жичарата на Исарот стана символ на лажни ветувања, обвини на прес штипскиот огранок на ВМРО ДПМН. Денес е одличен ден да се повозиме со жичарата на Исарот. Пролетното сонце е совршено за да го видиме градот од високо, да ја разгледаме тврдината и да ја почувствуваме магијата на природата. Но да се вратиме во реалноста. Жичарата на Исарот не постои. Таа е само бледо ветување по кое ќе го паметиме сегашниот градоначалник, кој со наивност и без искуство ветуваше проект за кој уште на почетокот сите знаевме дека е научна фантастика. 2 години после неговиот мандат се уверивме дека и тој не верувал во истото, затоа што нема идеја како да го реализира. Меѓутоа, за трагедијата да биде уште поголема и граѓаните да бидат уште поразочарани, градоначалникот не реализираше ниту еден конкретен проект од кој жителите на Штип би имале некаков бенефит. Она за кое што зборува секојдневно се само ке проекти, кои повеќе наликуваат на празни ветувања отколку на реалност. Почитувани сограѓани, жичарата на Исарот ќе ни остане сатиричен спомен од неуспешен мандат на еден градоначалник на општина Штип. Жичарата е символ на лажни ветувања кои за момент имаа пирова победа. Но манипулацијата на градоначалникот доживеа пораз. Затоа уште на првите избори народот ќе ја казни оваа однародена и предавничка владеачка структура. На ова реагираше градоначалникот Благој Бочварски. Единствено нешто што е сатирично во овој град е раководството на ВМРО ДПМН од Штип. Не знае да каже што е тоа што тие како локална власт не можеа да го завршат, а оваа локална власт и како сериозно се зафаќа и ги разрешува проблемите на граѓаните. Еден од проблемите е решавањето на проблемот со бездомните куќиња и изградбата на овој стационар. На нив им е навистина криво што општина Штип после 20 на години сериозно се зафати со решавање на проблемот со браната на река Отиња и изградбата на браната на река Отиња е веќе известна. Заради изградбата на 40 улици во градот, заради санацијата на постоечките улици, на нив им е навистина криво заради тоа што во Штип за прв пат ќе се гради затворен базен, нешто кое што 10 години го ветуваа, а не можеа да го реализираат.